Кажете поранешниот амбасадор Ристо Никовски, мој соговорник, само да напоменам дека господин Никовски е најпознат, може да се каже, по согледувањето и спорот за зачувањето или за името, најголем поборник за да се зачува името Македонија. Добро вечер. Добро вечер и благодарам за убавата најава. Поздрав на сите од Охрид. Така. Веќе од студио најавија за добрососедските односи со Бугарија, значи и најавата дека Македонија и Бугарија заедно ќе го прославуваат Илинден на 2 август. Може ли вашиот став? Видите, мислам прво треба се поздрави иницијативата која презема новата влада ко решавање на проблемот со името. Практички тоа не е проблем со името, туку проблем со идентитетот. Меѓутоа, кога тргнувате во една иницијатива, мора да се направат солидни анализи, да се направи една стратегија, за да не се оди во погрешна насока. Мислам дека доста од работите кои ги чувме овие денови, во основата не соодветствуваат на реалноста, не се рамни на стварноста на некој начин, разбирате. Така да мораме да бидеме повнимателни. Знаете, кога имате работа со некој кој има скриени намери, морате да бидете многу внимателни. Со таков не се прави куќа, зашто многу брзо ќе се распадне тоа, не се прави пријателство, не се гради некое сојузништво и слично. А ние мораме да констатираме дека сите наши соседи имаат одредени калкулации и скриени намери према Македонија. Сите обвинувања кои дома ги слушаме за жал дека ние сме виновни за таквата ситуација, бидејќи вистина е дека сите наши околни соседи имаат некој проблем со нас, али тоа е резултат на нивните аспирации, неисториски, нелегални, така натака, а не е виновна Македонија, разбирате. Така да, ако гледаме во тие рамки овај однос со соседите, мисли, че некои работи ќе бидат многу појасни. Конкретно, славењето на заедничкото славење на одредени историски датуми. Неспорен факт е дека добар дел од нашите дејци во минатото, врвни дејци, интелектуалци, кога немаше македонска држава, беа во Софија. Ние знаеме дека еден Вапцаров, кој е светски поет, пишуваше на бугарски јазик. Меѓутоа тој исто во своите песми велеше: оваа страна, оваа земја не е моја земја, разбирате? Така да некои личности и настани ние мораме заеднички да ги прославуваме, меѓутоа не смееме да навлегуваме во сршта нашата историја, она што е символот, што е, ако сакате, основата, фундаментот на нашата самостојна Македонија, како што е Илинденското востание, на пример. Така да, тоа е можно да се слави единствено во моментот кога ќе биде јасно дека за бугарите ние сме македонци, дека овде зборуваме македонски јазик, а не со некои скриени намери да покажат и докажат некои работи кои се апсолутно на штета на македонскиот народ. Така да, мислам дека таквите аспирации во моментот и намери се погрешни, преуранети и дека ние мораме да прво расчистиме некои сушествени проблеми и потоа да одиме чекор по чекор во градење на некоја содржина, во некоја, да речам, заедничка еднина, бидејќи факт е дека меѓу македонскиот и бугарскиот народ има многу сличности и во традицијата, и јазиците ни се слични, меѓутоа се тоа различни јазици, разбирате. Така да, тие се клучните работи кои претходно мора се расчистат, затоа што да бидеме уверени, тоа веќе го изјавија и Божидар Димитров и други, дека славењето заедничко на Илинден за бугарите ќе биде очигледно тумачење дека бугарскиот народ од оваа и од таа страна на границата заеднички го слави тој празник. Значи, ние самите си скокаме во уста, се негираме самите себе и тоа е таа опасност, бидејќи реков, ако има скриени намери, мора да се отворат очите, не 2, него 4 очи. Тоа е суштината која се случува и Македонија може лесно да се насука на одредени карпи во морето кои се поставени со историски синдроми кои се уште реални, разбирате? Затоа што Бугарија се уште обстојува на незината идеолошка основа дека Бугарија се граничи со бугарски територии, со бугарски народи, било во Македонија или во делови од Србија, дека македонски народ не постои, дека сме ние измислица на Тито информбирото, а само да спомнеме, ако македонското прашање било 150 години на маса, на агендата на сите светски фактори, како може да не измислил некој
не знам, пред 30 или 50 или 70 години. Велам, тоа се факти кои никој не може да ги негира, меѓутоа во политиката тие се забошотуваат, се даваат поинаквите објаснувања и се оди во една насока која им одговара нивните интереси. Во конкретниот момент интересите на Бугарија, интересите на Грција, интересите на Албанија, интересите на Македонија не кореспондираат и затоа мораме во секој наш потек да бидеме крајно внимателни. Договорот е најавено дека ќе биде за добрососедство со Бугарија, ќе биде потпишан на втори, на илинден, на 3 јазици, македонски, бугарски и на англиски јазик. ВМРО ДПМН побара јавно да се обелодени што ќе стои во договорот. Треба ли македонската јавност комплетно да знае навреме што ќе се потпише на 2 август? Апсолутно, ако нешто се крие, значи нешто не е легално, нешто не е коректно, нешто е спорно, разбирате. Видите, да подсетиме дека во 1999 година беше потпишена декларација за пријателство и соработка, која после тоа се игнорираше. Таа беше подпишана под директен притисок и текстот беше американски, тоа го инструментализираше Страут Талбот, тогашниот американски заменик државен секретар за надворешни работи, заменикот на тогашниот државен секретар, и тоа беше апсолутно во интерес на Бугарија и тогаш дури бугарските критичари, аналитичари оценија дека добиле повеќе од што очекувале. Со таа декларација беше фактички игнориран македонскиот народ и македонскиот јазик и беше игнорирано постојано македонско малцинство во Бугарија. Знаете, формулацијата дека веројатно истата ќе користат и сега, дека намерата барем таква, дека е новиот договор е потпишан со македонскиот јазик според уставот на државата, тоа покажува дека тој јазик не е автоктон, дека тој е измислен и дека тоа е уставна категорија. Уставите се менуваат, значи прашање кога Македонија ќе го промени значи ќе промени својот јазик под притисок било од надвор или било кој друг. И знаете разликата меѓу декларацијата не е никаков документ, тоа е документ која нема тежина и бугарите се сакаат со еден договор за пријателство и соработка да се потврди таквото непостоење де факто на македонскиот јазик за поширока употреба. Ако ние сега прифатиме да во договорот стои спрема уставот, на следното било која етапа која ќе не примаат во Европската унија, се надеваме или во НАТО да биде тоа што поскоро, тогаш ќе мора се користи таа формулација, бидејќи сме ја прифатиле во договор кој не е декларација, него договор кој ќе биде во двете собранија, односно во двата парламенти, кој таму се ратификува и има тежина на нешто што обврзува. Декларацијата никога не обврзува. Затоа бугарите инсистираат на таков договор и покрај другото, договорот за пријателство и соработка кој е сега на маса е врвниот договор кој го потпишуваат две држави и тој договор сигнализира и потврдува дека меѓу двете држави нема отворени проблеми. Ами нашите две земји едно чудо проблеми. Така да едно чудо скриени намери има во тој договор, затоа бугарите инсистираат за него. Зашто иначе би инсистирале бугарите на таков договор? Тоа самото инсистирање покажува дека има скриени намери. Чи има скриени намери, треба да се отворат дека в 4 очи и да се внимава да не се направи историска грешка. Подпишување на таков договор со такви клаузули ќе биде историски штетен за Македонија и ќе нанесе сериозна, можеби непоправлива штета на македонското прашање и на македонизмот во целина. Благодарам.